Отпуштањето на луѓето вработени со помош на роднини функционери не е реформа, како ни вработувањето во приватен сектор на 1600 административци кои сега земаат плата, а ништо не работат, оцени универзитетскиот професор Борче Давидковски. На панел дискусијата дали имаме реформи и зошто не, што се одржа денеска во Скопје. Па тој влегол у јавен сектор со партиска книжка за да не работи, за да биде у функција на партијата, не да работи. Кој приватњак ќе земе некој кој што иде по улица Македонија по цел ден пие кафе? Ми имаме и такви што 1500, 1600, што воопшто 11 години не идат на работа. И тој вие ќе го натерате да иде во железара. Според професорката Мирјана Најчевска, донесувањето на било кој закон кој што секоја влада го најавува и доживува како реформа не е крај, туку почеток на приказната за реформи. Таа го критикуваше начинот на кој што беа оформени и работа советите за реформи во правосудството и реформи во администрацијата. Во телата беа повикани да учествуваат луѓе кои што биле дел од проблемот, кои што го создале проблемот, луѓе кои што директно биле корумпирани или пак молчеле за цело време додека се одвивале негативните процеси во претходниот период и автоматски во телата всушност се блокира дискусијата. За разлика од сите други, деканот на Факултетот за безбедност професорот Никола Дујовски е задоволен од реформите во безбедносниот сектор и за него не е спорно тоа што новата разузнавачка агенција ОТА ќе биде под директна надлежност на владата. Со ова не се согласува професорот Гордан Калајџиев. На некој начин тоа ќе биде одговор на агенцијата за разузнавање, која од 95 година е под ингеренција на председателот. Со сериозни овластувања, во еден дел дури прилично широки овластувања во безбедносниот систем. Па сите председатели досега и овој во заминување и тие пред него, веројатно и новиот ќе ја користат за да ги вдомат луѓето кои што се блиски околу нив. Тоа се случува 20 на години, ќе продолжи и понатаму. Така да ова не е прво искуство кај нас да некој орган има политичко влијание од тој под кој што се наоѓа. За ОТА буквално не собра еден викенд, се ете тука ќе ги направиме законите. Јас кога слушнав тоа не можев да верувам. И ни донесоа банани и ги направивме законите, 2 дена седевме јадевме банани, као мајмуни. Стварно, бидејќи јас се чувствував мајмун. Професорот Денис Прешева упати јавна критика на сметка на работата на судиите и како што рече тој, судскиот менталитет кој не кочи сите нас. Таа правна отсуство на вистинска правна култура која ќе знае која е улогата на судот и на судијата во системот, очигледно дека се уште не е поминала низ оној транзицијски период. Ние немаме еден тип на ментална лустрација од тој аспект на судството и напуштање на менталните хипотеки од претходниот систем. Панел дискусијата беше организирана од Асоциацијата за граѓанска толеранција и соработка од Прилеп.